Вести на Канал 5. Градоначалникот на Кочани во оставка Љупчо Папазов, како и неговите предходници Николчо Илиев и Ратко Димитровски, вечерва се приведени во врска со трагедијата во дискотеката Пулс, потврдуваат за Канал 5 извори од истрагата. Од јавното обвинителство официјално соопштија дека во тек е полициска акција за приведување на лица, за кои постои сомневање за инволвираност во случајот, која ќе трае во текот на ноќта, а повеќе информации обвинителството ќе соопшти по незиното завршување во текот на утрешниот ден. Папазов пред 2 дена поднесе оставка на функцијата, а тоа единствено јавно обраќање по пожарот го имаше преку социјалните мрежи. Во овие моменти мора да покажеме доблест, да манифестираме целосна одговорност и да покажеме разлика во начинот на постапување. Со нашето однесување мора да дадеме пример дека се спротивставуваме на системот кој не функционира. Доколку постои било каков основ за одговорност кај мене, го повикувам обвинителството да го испита тоа и да постапи согласно законите, напиша Папазов во таа прилика. Истражните органи влегоа во општината завчер и, како што соопштија, подигнале огромна документација во врска со дискотеката Пулс, која почнала со работа во 2012 година, кога градоначалник беше Ратко Димитровски. Првата лиценца ја добила дури 8 години подоцна во 2021 година, во време на мандатот на Илиев. Втората во 2023 во време на Папазов, а предходната 2024 година работела со фалсификувана лиценца. Со тројцата градоначалници, бројот на осомничени во врска со случајот со пожарот во дискотеката Пулс се искачи на 31 лице. Тројца се во болница, 7 мине началници и полициски службеници се во притвор, а на останатите, меѓу кои и екс-министерот за економија Бектеши, им тече вториот краткотраен притвор. Веста за приведувањето на актуелниот и поранешните градоначалници во Кочани во вечерашната самовистина ја коментираа Сафет Бишевац и Ѓулистана Марковска. Не сакам да прejudicирам, но ова е можеби начинот на кој ќе се доаѓа до почетоците, до вистината. И ако тоа подразбира приведување на тројца поранешни градоначалници, да, треба да бидат приведени, да знаат дека тоа што го прават за време на нивниот мандат има траги. И дека некој еден ден може да чукне на таа врата и да каже: господине, дали се ова вашите дела и работи? И ако не е согласно закон, се одговара. Се движиме во правилна насока. Јас не сакам да страдаат невини луѓе. Треба да има материјални докази, тоа што се приведени не значи ништо, меѓутоа и не значи некој 15 години комплетно да живее како бубрек во лој, а околните луѓе кои што биле. Така да истрагата штом се проширува на 4 и 8 години уназад, точно се трага по вистинскиот мотив зошто и како и кога почнал тоа злодело. Денешниот е најцрниот ден во поновата историја на Македонија. Граѓаните од целата земја, во солзи и огромна тага, се збогуваа од 59 млади животи што згаснаа во пожарот во дискотеката Пулс во неделата. Нивните имиња ги објави Министерството за здравство.
Нека почиваат во мир. Најголем број од жртвите беа погребани во Кочанија, дел во Штип, Виница, Облешево, Струмица, Куманово, Скопје. Роднините и пријателите скршени од болка за последен пат се збогуваа со најблиските, а во неколку наврати во Кочани интервенираше итната медицинска помош. Таму денеска беше Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Кочани се простеа од нивните членови на семејствата, фамилијата, другарите и соучениците. Оние кои трагично го загубија животот во саботата во дискотеката Пулс. Сите патишта водеа кон градските гробишта во Кочани. Поворка од граѓани и погребни возила се движеа по улиците, каде жителите со солзи во очите немо гледаа во колоната од погребни возила. Погребот траеше 1 час. Граѓаните заминаа на градскиот плоштад. Сите заедно продолжија да ги гледаат фотографиите на нивните најблиски. Иако ЗНМ владата со апел да не се снима погребот и семејствата, екипи од Македонија и новинари од други земји не го почитуваа правилото. Најмладите загинати според извршените обдукции се 6 малолетници, најбројни се помеѓу 24 и 26 години. Највозрасната е на возраст од 46 години. Во несреќата загинаа 59 луѓе. 31 од нив се погребани во Кочани. Семејствата, пријателите и колегите денеска им кажаа последно збогуми на дел од членовите на бендот ДНК, кои трагично го загубија животот копната ноќ. Маја Стојановска. Ако утре ме нема, немој да ме жалите. Скромен, талентиран, голем хуманитарец и пред се другар. Вака ќе го паметат Андреј Ѓоргиевски, неговите школски пријатели од основното училиште Лазо Трповски, кој на нивното некогаш омилено збирно место во трговскиот центар Лептокарија. Во негова чест отворија книга на жалост. Стотици граѓани се потпишаа во книгата. Оние кои не беа во можност, пораките за последно збогум ги испраќаа на социјалните мрежи, кои потоа беа впишувани во книгата. Ке го памтиме по големата ведрина, по насмевките, по неговата искра немирна која што имаше уште од мал. Таа нескрутлива желба да се смее, да се забавува, но и да помага, што многу ми е драго што со годините не ја изгуби, и тоа е реткост. И што да кажам, освен да почива во мир, и верувам дека на поубаво место е сега. Утрово Андреј Ѓоргиевски беше погребан на градските гробишта во Бутел, каде го испратија бројни роднини, пријатели и колеги. 43 годишниот музичар трагично го загуби животот во пожарот во дискотеката во Кочани, каде според сведоштвата, иако првично се спасил, се вратил за да спаси што повеќе животи. Повеќе колеги музичари од утрово се збогуваат со Андреј преку социјалните мрежи, потсетувајќи на неговата хуманост. Калиопи во своето интервју за Хрватски ин магазин потсети на моментот кога ДНК ја продаде наградата Златна бубамара за 20.000 евра, а парите ги донираа за лекување на младо момче. Си замина дел од моето второ семејство, напиша Ана Костадиновска, придружен вокал во бендот ДНК и една од преживеаните. Купниот 16 март животот го загубија уште неколку членови од групата. Професорката Сара Пројковска, која исто така беше придружен вокал на бендот, беше погребана на гробиштата во Лисича. Погребот на музичарот Ѓорги Ѓоргиев се одржа на градските гробишта во Струмица, а претходно во основното музичко училиште беше одржана и комеморација во негова чест. Ритамот од песните излегуваа од тебе во секој миг, и додека зборуваше, и кога јадеше, и кога ги извршуваше работните задачи. По 100 пати во денот ќе прашаше: треба ли нешто? Да не фали нешто? Тој ја сакаше сцената, загина на сцената, затоа сакам со еден громогласен аплауз да му се заблагодариме на Џоко за се што направи за нас. Во Штип беа погребани клавиатуристот Филип Стевановски, гитаристот Александар Коларов, како и фотографот Александар Ефремов. На градските гробишта во Бутел беше погребан и битбоксерот Мартин Атанасовски, познат како Буцо Битбокс. Тонецот Игор Велков беше погребан на гробиштата во Нерези.
Дел од колегите од музичката естрада на социјалните мрежи му посака и побрзо закрепнување на Владимир Блажев Панчо, кој во моментов според информациите се уште е хоспитализиран, но е надвор од животна опасност. Во пожарот животот трагично го загуби 25-годишниот фудбалер Андреј Лазаров. Од неговиот тим Шкупи соопштија дека тагата е преголема, а неговите суиграчи, ако се обиделе, не можеле да продолжат со тренинзите. Претходно Лазаров играл и за кавадаречкиот клуб Тиквеш, кој во негова чест го повлече дресот со број 16, кој тој го носеше. Од Црвениот крст информираат дека досега се собрани над 42 милиони денари, односно околу 700.000 евра за помош на настраданите во пожарот. Средствата се наменети исклучиво за поддршка на настраданите во пожарот во Кочани. Информираат од Црвениот крст и ги повикуваат граѓаните сите заедно и понатаму да ја покажуваме хуманоста и солидарноста. Донациите може да се вршат на сметката на Фондот на солидарност онлайн, како и преку повик на трите мобилни оператори на телефонскиот број 143 400. Со еден повик се донираат 100 денари. Тројца од пациентите кои се лекуваа во земјава по пожарот во Кочанската дискотека вчера се испратени на домашно лекување, а утре се планира да се испишат уште тројца. Министерот за здравство Арбен Таравари соопшти дека сите пациенти кои се лекуваат во Македонија и во странските центри се во стабилна и добра состојба, а повеќето се подобруваат. Елизабета Дамјановска-Спасеновска со деталите. Сите пациенти кои се лекуваат тука и надвор од државата се во стабилна и добра состојба, која кај повеќето од нив се подобрува. Стабилни се и критичните пациенти. Од вкупно 20, 10 се во потешка состојба, но се надвор од животна опасност. Од оние што се лекуваат во земјава. Тројца од вчера веќе се испишани, а утре се планира да бидат испишани уште 3 пациенти. Во добра состојба се и двајцата пациенти транспортирани во Шведска, соопшти денеска министерот за здравство Арбен Таравари. Сите пациенти што се лекуваат во државата и надвор од државата се во стабилна и добра состојба. Од идната недела се надевам дека ќе ве известуваме за колку пациенти си одат дома, си продолжуваат дома во лекување. И исто така ќе ве известуваме од идната недела некои од пациентите кои што полека ќе почнуваат да се враќаат од странските држави и ќе продолжат со лекувањето во Македонија. На пациентите на кои им се подобрува состојбата пред да бидат пуштени на домашно лекување, ќе им бидат направени и токсиколошки анализи, изјави министерот. Сите пациенти кои што ќе се испишуваат, затоа и денеска не брзавме да ги испишеме, имавме неколку пациенти што беа за испис, ќе дојдат искусни токсиколози, ќе направат испитувања и да бидеме сигурни да ги пуштиме за лекување во домашни услови. Таравари најави и постхумно одликување за возачот на брзата помош Иле Гоцевски, кој на 16 март цела ноќ превезувал повредени лица, а починал кога си дошол дома. Тој ден сите работевме повеќе од 20 часа. Ја немам информација шоферот колку часови работел, меѓутоа дека е направил огромна работа за превоз на пациентите, тоа е неспорно. Јас планирам како Министерство за здравство постхумано неговото семејство да го викнам и да го одликуваме. Попладне во Министерството за здравство ги објави имињата на сите болници каде што се лекуваат повредените. Најголем број од повредените, 20, се на лекување во Србија. Во Бугарија има 15 пациенти, во Грција 12, во Хрватска има 5 пациенти, а во Словенија, Белгија, Литванија и Италија по 4. Во Австрија и Унгарија има по 6 пациенти, во Полска и Шведска по 2. Во Турција има хоспитализирано 12 пациенти, а по Пладнево на пат кон Турција заминаа уште тројца. Ги завршуваме тука вестите, останете со Канал 5.